Денес звезда на мојата емисија е рибата. Решив да ви подготвам рибја чорба и она што веројатно од бургери не сум ви го понудила до сега, односно риби бургери или фиш бургерс. Решив денеска да се посветам на рибата, бидејќи се овие два рецепти кои стандардно ги правам секогаш кога имам риба дома и кога имам остатоци од риба. Најчесто имам бидејќи ми е многу лакомо окото и секогаш знам да изберам повеќе риба и да ја подготвам отколку што може да изедеме и секогаш ми останува дел од печената риба, па следниот ден јадеме рибја чорба. Јас тврдам дека правам една од најубавите рибји чорби. Ќе видиме дали мојата екипа ќе се сложи со тоа, но мојата рибја чорба се прави од веќе подготвена риба. Сум пробала да ја правам од жива риба, односно да ја ставам да се вари, меѓутоа ми го нема оној запечен вкус, ми го нема маслото, ми го нема сето она што како вкус го носи печената риба. Денеска ќе искористам лаврак и ќе искористам лосос. Лососот го оставив жив, бидејќи сакам да ви покажам како го подготвувам друг пат кога би правеле риба, чисто да го имате како, не знам, може така да го конзумирате, но јас ќе го ставам на другата плутна за да можам веќе да ја подготвувам чорбата, а ќе ви покажам како најстандардно го правам за било кој брз ручек. Ставам малку масло на дното на тава скара и најчесто ставам лимон или јаболка. Денеска ќе ставам парченца јаболко. Јаболкото го ставам за да тенко, за да ми го штити лососот од горење. Односно, му доаѓа како една скара која го држи парчето лосос надвор од директна топлина и само од топлината на скарата, малку како секундарно се готви лососот. Вака мене ми е едно од највкусните подготовки. Имам убаво свежо парче лосос. Ќе го посолам од сите страни. Ќе го ставам врз јаболкото. И од прилика 2 парчиња лаврак риба, кои мислам дека се по околу 250 до 300 грама, ќе направам и 4 бургери, а ќе ја направам и рибјата чорба. Рибјата чорба ќе ја подготвам прво, ќе ја варам малку главата на рибата, нели за убаво да се ароматизира, на крај ќе го ставам готовото месо. Секогаш избегнувам рибата, односно веќе испечената риба, да ја варам долго, бидејќи рибиот протеин, кога е подолго изложен на варење, на печење, станува тегав, односно има понежна структура и затоа мислам дека е подобро да го ставите парченцата кои сакате да останат во чорбата, да ги ставите на крајот. Вака подготвениот лосос, јас ќе ги ставам на другата плотна, бидејќи сакам да ми остане оваа готова, ќе ги печам по околу 6-7 минути од секоја страна, ќе го држам на око и ќе го проверувам цело време. Само да го средиме и да го ставиме да се подготвува, додека ги подготвиме останатите. Подготвив 2 парчиња лаврак, значи само масло на тавата, одозгора ставив само малку сол, бибер и ги ставив да се печат на температура околу 200 степени 20 на минути. Ќе искористам една, мислам дека, само да видам, кај ми донеса еден куп различни играчки кои можам да ги искористам. Јас ја сакам кожата во рибата. Многу луѓе веруваат од кожата од рибата во мојата чорба. Знам дека многу луѓе избегаваат да ја ставаат заради тоа што можеби не изгледа добро или не е толку вкусна. Јас ја сакам заради тоа што ми ја ароматизира посебно чорбата. Ќе ја ставам сега како цела, а потоа нели за да имаме убава презентација ќе ја извадам, ама ќе ја дадам простор да се вари во чорбата. Оваа ќе ја задржам риба, но ќе ја земам главата, бидејќи секоја добра чорба се прави од риби глави. Останатата риба ќе ја искористам за да ги направам моите фиш бургери. Ќе го одложам на страна, додека ме чекаат другите состојки. Имам овие практични даски кои ги добив од Карес, како што гледате се нелепливи, бидејќи се направени од убава издржлива пластика, многу лесно се мијата, не знам дали може да забележите, буквално како папки се може да ги чувате како во вашата кујна, баш не одземаат место. И ќе започнеме со останатите состојки кои ни се потребни за чорбата. Секоја добра чорба почнува со кромит. Мал кромит, односно некој среден кромит, кој ќе го исечеме на коцки.
Чорбата ќе ја правам со маслиново масло, со ладно цедено, бидејќи мислам дека рибата и маслото се еден совршен, маслиновото масло еден совршен брак и баш одговараат една со друга како состојки. Маслото дополнително е вкус и зачин во чорбата. И сечкајте го кромидот на куцки. И кога маслото малку ќе се подзагрее, овие даски се практични, затоа што можете да ги подигнете и директно да ги прелите во тенџерето. Како што гледате, комплетно сум опремена со леосо. Се она што го има во програмата во Карес. Пропржете го малку кромидот. Значи, рибјата чорба малку трпение. Односно, секој од состојките кои ги додадете се стандардни за една чорба, односно морковот, пашканатот, кромидот, лукот, се она што е стандардно во една чорба, меѓутоа јас имам секогаш обичај да ги пропржувам по 5-6 минути, секоја засебно, за сите да го испуштат малку по малку својот вкус, а да го имаат тој запржен вкус кој го дава пржењето во маслото. Од кога малку ќе се подпржи кромидот, посолете, да му помогнете да ја испушти целата течност. И додека се пропржува, ќе го подготвам морковот. Јас сакам морковот да го ставам на големи крупчиња. Доколку вие не сакате тој да биде изгубен нели во чорбата, ставете го на ситни куцки, можете малце поголем, можеби на половина. Го сечам на половина, затоа што сакам да ми се појави, бидејќи нема да имам ниедни крупни парчиња, апсолутно од рибата самата ќе се разлее, ќе се стопи со чорбата. Морковот го сакам прво како боја, второ како текстура. Барем јас кога конзумирам чорба, сакам да имам нешто што ќе загризам. Доколку едноставно гурманскиот вкус не ми се задоволува, доколку имам само течност внатре, а сите зеленчуци се ситно исецкани, така што секогаш бирам еден од зеленчуците да го насечкам на крупни парчиња, затоа што сакам да имам нешто што ќе загризам. Знаете дека секогаш кога јадеме со очите, јадеме со носот, односно мирисот не предизвикува окото ако е тоа убаво направено, и на крајот покрај вкусот кој треба секогаш да е нели задолжително убав, треба да биде и текстурата. Односно вкусот ја прави и текстурата на загризувањето, па затоа сите оние познати готвачи на тој начин и ги креираат, јас не сум тоа, нели, но на тој начин ги креираат рецептите кои односно си играат со текстурите, со формите, со количината на состојките. Јас мислам дека во мојата чорба еден морков е сосема доволен. Две-три минути, нежна температура, да се пропржи, да се запржи, да го впие маслото. Следно што ќе подготвам е пашканатот. Пашканатот не ми се допаѓа да биде во големи парчиња, од причина што ми има многу јак и остар вкус, а ми треба да ми ароматизира чорбата. Од таа причина сакам да го сечкам на многу ситни парченца, односно да не постои буквално во секој загриз, односно да го има како зачин, а не како текстура внатре. Ќе се обидам на поситни парченца да го исечкам. Половина ви е доволен. Доколку сакате и сте љубител на вкусот на пашканат, ставете повеќе. Целерот и пашканатот по мене се една одлична состојка во пилешка супа, можеби во зеленчукова супа, заради тоа што се многу агресивни во вкусот, а додека во рибјата чорба ги сакам само како зачин, односно да бидат нежно присутни. Одивно маслото. Замислете. Дека уште треба да намалам, да. Имам целер. Најпрвен ќе ги ставам гранчињата, заради тоа што тие се малку погруби и треба малце повеќе време да се подготват, односно им треба повеќе термичка обработка. А потоа на крајот ќе ги ставам и неколку ливчиња заедно со макдонасот. Последно што ќе ставам се чешниња лук, 2 чешниња лук, нема да ги изгмечам, заради тоа што
ги сакам како текстура исто така како морковот, односно секогаш да имате можност да загризате парче убав лук. Рибјата чорба без лук мислам дека е апсолутен промашај. Мислам дека апсолутно треба секогаш да ставаме лук и кога ќе видиме дека целиот зеленчук се е пропржен, ставаме интегрално брашно. Јас мојата рибја чорба ја правам со интегрална брашна. Ја правам од причина што интегралното брашно ми го има задржано тој јатка вкус. Малку ќе го запржите брашното, односно ќе му го зголемите тој јатка вкус внатре и зоврев малку вода во бокал за да ставам директно вриена вода. Значи треба да ставите вриена вода, односно ако ставите ладна, ќе го пресечете цел зеленчук, односно целиот негов процес на готвење. Ќе дадам околу 5 до 7 минути за да ми се сварат сите оние моркови, пашканати кои ги ставивме внатре, а потоа во меѓувреме да заборавив дека ќе ги додадам главите од рибата. Знаете дека ги извадив. Ќе ставам една од таа која ја чувам за фиш бургерите и втората ќе ја изљупам и кожата. Ќе ја извадиме после. Знам дека многу од вас не сакаат да ја конзумираат, ама е премногу ароматична за да не се искористи како дополнителен зачин. Додека ми се проварат малку и ми се ароматизираат, ќе ја исчистам рибата. Не знам дали го слушате лососот тамо. Веќе се поминати 5 минута, ќе му дадам уште 1 минута до 2 од едната страна, потоа ќе го превртам за да се подготви. И од другата страна, едната ќе ја искористам за мојата рибја чорба, а другата ќе ја искористам за фиш бургерите, кои исто така мислам дека ќе бидат баш погодак за вашите најмили, доколку не сака да фиш бургерите, знаете ли дека почнав да ги правам само заради тоа што јас не сакам многу да конзумирам риба. Баш не сум љубител на вкусот на риба, но рибја чорба и фиш бургери баш ми се еден од омилените рецепти. Ќе исчистам рибата за да ја подготвам, ќе оди при крајот во рибјата чорба. Ќе се потрудам да ја исчистам рибата од сите коски, а во меѓувреме мојата тајна состојка во мојата рибја чорба е 4 лажици просо. Просото ќе биде замена за фиде и ставете го отприлика 7-8 минути пред да ја додадете рибата. На просото му треба отприлика 10 минути за да се свари. Лососот ме чека, се гледаме за кратко. Лососот го подготвив, го исчистив кожата и она што беше масен дел, бидејќи знаете дека лососот е помасна риба, ја додадов во чорбата. Внатре додадов отприлика уште литро вода, значи вкупно на целата чорба и на оваа количина додадов околу литро и половина вода. Следно, бидејќи имам уште 10 до 15 минути да ми се вари чорбата, ќе ја го додадам моето месо од риба, односно дел од лавракот и едното парче лосос. Останатото го зачував за да ви ги направам бургерите од риба. Избрав 2 типа на риба, заради тоа што сметам дека секогаш е подобро кога самите риби се вид на зачин во рибјата чорба. Може да подготвите доколку сакате таа да е уште побогата и месна, да додадете и некоја понеутрална риба и поевтина риба како осличот. Апсолутно таа да биде она месо кое ќе се ароматизира од се она што ставивте во рибата. Гледате дека ја ставив 2 глави, ги ставив сите оние кожички, тие ќе ги извадам пред сервирање и на крајот, кога знаете веќе колкава е количината и течноста на риба на чорбата, ќе додадеме зачини. Нема убава рибја чорба без дафинка. Ќе ставам една цела лажица. Дафинка ги подобрува вкусовите на сите јадења. Мислам дека апсолутно нема чорба никаква без дафинка. Ќе додадам дополнително сол, заради тоа што имам баш голема количина, а доколку немате солена риба или чорба, нема да ви биде баш вкусна и ќе употребам 2 типа на бибер и на витаминка, затоа што можам и витаминка имаат во својата програма. Ќе ставам црни бел бибер. Црниот бибер ја има понагласената арома на бибер, додека пак белиот е малку понеутрален во однос на мирисот, меѓутоа е остар и луд. Мислам дека совршено одговара во мојата чорба. Ќе бидам дарежлива.
И при крајот, 2-3 минути пред да ја сервирате, додадете малку магдонос и малку целер. Нема да ги сечкам сега, зашто ќе ви ги подготвам бургерите, ќе ги ставам само на крајот на сервирањето, бидејќи се што е зачинска билка, треба што помалку да се вари за да ги задржи своите оригинални состојки. Црн и бел. Следно, преубавите фиш бургери. Следно што ќе подготвам се бургери од риба. Останатата риба, лавракот и лососот ги иситнив, односно ги исчистив од коски и тие ќе бидат основата за моите бургери. За да им додадам малку месо, ќе ставам пире од варен компир. Ова може да го подготвите овој рецепт секогаш кога имате дома направен некој рецепт, односно некој ручек каде ви останато пире. Апсолутно може да биде студено и не мора да биде нешто што е однапред подготвено. Ставете една шолја. Дополнително внатре ќе ставиме лебни трошки, како во секој бургер. Имам лук во прав. Имам една лажичка сенф. Сенфот го користам за да ми го ароматизира и да ми го даде тој бургер вкус во плескавицата. Имам малку сушен магдонос. Ќе посолам убаво, еден убав прстофат сол и малку црн бибер. Нема ни една јадење без сол и бибер. Барем ја не правам, не знам, може би има. Дури како по навика ги ставам, меѓутоа, апсолутно го збогатуваат вкусот на секој јадење. Ќе го размешам. Внимавајте, секогаш кога размешувате, јас имам една коска. Убаво гледајте во смесата за да може би сте промашили некоја коска, иако морската риба многу полесно се чисти од коски. Овој рецепт може да го направите и со речна риба. Може дори да го направите со туна конзерва. Апсолутно одговараат сите рецепти на риба, а неутралноста на пирето и сето она што го ставивме како зачин, дополнително ќе го ароматизира и ќе му даде таков бургер вкус. Она што сакам да додадам малку внатре е малку прашак за пecivo. Значи само малку, буквално еден прстофат, само заради тоа што сакам лебните трошки да се активираат внатре, јајцето кое ќе го ставиме и малку да нарасне. Заради тоа што така ми има по сунгераст вкус плескавицата. Ќе ставам една јајца и со рака ќе замешам се убаво, месејки и сакате да направите тесто. Односно, треба малку повеќе да ја обработите рибата, бидејќи таа не е мелена како меленото месо и ви треба малку да ја сработите убаво, за да се спои. Ова исто така убав момент за да најдете дополнително некоја заборавена коска. Убаво измесете го, направете го мазно, притискајте го при тоа за да забележите некоја заостаната коска. Еве, јас имам уште една. Но морската риба има баш големи куски кои лесно можете да ги забележите. Фишбургерите се еден совршен начин да им скриете на вашите деца се она што не го сакаат. Од ова може да направите и убави fish fingers, односно прсти, рибји прсти. Ќе ја загреам мојата скара тава. Ќе ставам масло. Ќе користам помас маслинова на витаминка, бидејќи издржува повеќе топлина. И истата техника, не знам и дали е техника, 2 кесички. Мојата луна капача. Земете една количина, ставете ја врз кесичка. Користам кесички заради тоа што многу полесно ми е за маневар после тоа на целата плескавица, а капачето ми има совршена форма за тенка и убава плескавица. Исто така, овие плескавици може да пробате да ги направите и во скарата на карес во микро. Еве како
баш перфектна форма. Ќе ставам малку масло, за да не ми се залепи. Ќе ја притиснам, вака ќе ја измачкам на сите страни и ќе ставам на загреаната тава. Ќе ги направам 4 плескавици, бидејќи денеска имам 4 лепчиња и ќе имаме баш совршен оброк, каде денеска звезда се рибата, односно рибјата чорба и моите фиш бургери. Полнењето внатре ќе биде стандардно, односно она што би го ставиле во секој бургер, малку марула, малку витанес и се што ни е потребно да го збогати вкусот на бургерот. Премачкајте го дното кое го ставате на скарата и испржете ги, отприлика им треба околу 4 до 5 минути од секаја страна, односно готови се кога ќе видите дека сите краеви веќе добиваат убава златно-жолта боја. Плескавиците се веќе готови. Имаат совршен запечен изглед, ќе ги трнам на страна да ме почекаа за да ги сложам во бургер. И нема бургер без сите оние стандардни состојки. Ќе ја задржам тавата скара да биде топла, затоа што сакам да ги потпечам лепчињата. Дајте му екстра внимание на секој бургер. Ќе ги потпечам и да попримат од вкусот на плескавиците. Баш убаво од сите страни. И она што барем јас сакам да го конзумирам во овој бургер, вие ставете си нешто што вие го сакате. Јас сакам да ставам исклучиво зелени работи, односно ставам марула, ставам свежа краставица, за разлика од оној бургер каде што кој го правам од телешко месо, каде ставам кисела краставичка. Во рибата како полесна варијанта, мене ми е баш повкусна свежата краставица. И само едноставно сложете ги сите состојки. Витанес, кетчап и започнуваме. Малку витанес кој ќе ни ја прими плескавицата. И ова мислам дека веќе може да се исклучи за да не ги изгорам. Ставам парче марула, убава зелена краставица. Имам даска. Ако биде бургер, нека биде бургер баш со сите. Денеска изоставив компир, вие направете си прилог компир, апсолутно си одговара во целата комбинација. И ова се моите фиш бургери. Мислам дека ја гледносав лепчињата, треба да ги тргнам. Краставите задржуваат топлината многу силна топлина, односно направени се од нелеплива легура, ја задржуваат баш целата топлина долго, така да внимателно кога потпекувате, односно мислите дека тавата сте се изладила бидејќи сте исклучиле од оган, но не е така. Ќе додадам магданос и целер, малку листови во супата и ќе го подготваме на многу едноставно сосче, каде имате лимон, маслиново масло, сецкан магданос и ќе уживаме во сите вкусови кои ни ги нуди рибата денес.
И тоа беше се за денеска. Ми подготвив една убава чорба која е направена од феноменални состојки и јас искрено се надевам дека ќе дадете шанса. Ја варев околу 15 минути со се рибата и просото, бидејќи знаете дека ставивме веќе подготвена риба и направив фиш бургери. Еден едноставен предлог за ручек, вечера или се она што ви се допаѓа да го конзумирате дома. Јас се надевам дека мојот рецепт ќе биде дел од вашите тетрадки, а ние се гледаме веќе во новите епизоди со други рецепти каде што звезда ќе не биде веројатно некоја друга состојка. Подготвив малечко сосче кој има внатре еден иседен лимон, малку маслиново масло и исечкан макдонас и мислам дека е одличен додаток во чорбата. Добар апетит и останете ми добро.